Ве поздравувам сите, ви посакувам Божи благослов. Денес се чудам на една работа. Пред 10 години зборував за 120 годишнината од Генералната конференција во Минеаполис, 1888 година. Сега имаме 130 години. Значи, адвентистите го пробија и Ноевиот рок го пробија. За цели 10 години. А зашто? За нешто што Елена Вајт напишала, дека ако тоа нешто се прифатеше тогаш, знаете, она кажува колку години, за 2 години, што се 2 години? Од 2016 до сега. Значи, од земјотресите до сега. Колко е тоа вчера, колко е тоа скоро. За 2 години од тој датум ќе бевме, ми беше покажано дека ако се прифатеше пораката, за 2 години од тој датум ќе бевме во царството, така пишува. И сега колку некои проповедници има голем проблем со тој цитат. 130 години. Интересно е што годинава некако тоа и се поклопува календарски. Тоа заседание започна на 17 октомври, среда, и како и оваа година. Среда беше 17 октомври, нели? Да. Од 17 до 24 цела недела, првата недела, докторот Вагонер држал проучување за законот во Галатјаните, бидејќи тоа беше спорна тема, најконтроверзна тема во тоа време. А самото заседание од 24 октомври, значи следната среда, до 4 ноември, значи на утрешен датум, недела 4 ноември, ќе се навршат 130 години од завршувањето на таа генерална конференција. 130 години. Неделава се случи една за мнозина од нас тажна вест. Во понеделникот почина братот Колин Стендиш 2 дена по неговиот 85-ти роден ден. Брат му загина пред 10 години и двајцата беа родени како близнаци на 27 октомври 1933 година. Како да не беше тоа доста, почина еден мој сосед во зградата, еден егеец од Костовско, кој што беше присутен на погребот на татко ми. И ако се сеќавате некој од вас, ви зборував, според сведочењето на мајка ми, толку бил воодушевен од проповедта на брат Борче на гробот таму, што после тоа им раскажувал на другите соседи во зградата. И на крајот завршил со зборовите: од сега натаму поп не сакам да видам. Налутен што поповите не го зборат тоа што тој го чул од брат Борче конкретно.
Ние сме свесни колку наши верници не напуштиле од овој свет во изминатите години. И навистина е тажно. Дори и кога умираат на стари години е тажно. И овие вести што ги слушаме за болести, особено за помлади лица, се навистина тажни. Навистина, испоред се друго што се случува, живееме во ненормално време, само затоа што времето се е исто, времењата се исти, затоа што луѓето се по-ненормални и по-ненормални. Јас би сакал во контекст на ова размислување околу Минеаполис, околу пораката за оправдание со вера, ќе продолжиме со Павловата проповед во дела 20 глава, каде што последен пат застанав во серијата библиски проповеди, и од таа проповед само една работа цитирав подоцна, а тоа беше влегувањето на лутите волци во стадото, на што апостол Павле ги предупредил старешините од Азија. Но да не заборавиме, 2 години од тој датум ќе беа во царството, ако ја прифатеа пораката за оправдание со вера. Колкава сила е силата на позниот дожд, ако за 2 години ја заврши целата работа. Што сега за 130 години не се завршува. Или за 175 од 1844 година. Или за без 13 2000 години од 50-ница. Само 13 години не делат од 2000 годишнината, од крстот и 50-ница. Ке отвориме дела 20 глава и патем речено веднаш, значи како што се договоривме, почнуваме со преведување на Христос и неговата праведност, првата книга на Вагнер, издадена 1890, значи пишувана предходната година, значи пишувана веднаш после Генералната конференција. А ако даде Господ живот и здравие, во новата година и многу поголемиот проект, книгата Вечниот завет. Да отвориме сега во дела 20 глава, каде што ја наоѓаме следната апостолска проповед, иако како единствена публика апостол Павле тука ги има само старешините во Ефес, односно од целата римска провинција Азија, цела денешна западна Турција, на кој што им закажал средба во градчето, се сеќавате како се викаш? Од пауката. Таму, како што рековте, заради Константинов го пишуваа Милит. Јас го знаев како Милет. Талес од Милет, например. Познатиот древен математичар и астроном, ако сте чуле за него, бил од тој град. Денешна југозападна Турција. Да. Да отвориме дела 20 глава, веќе трет пат го кажам ова. И да видиме како апостол Павле ја започнува таа своја проповед. Инаку, многу сакам да дојдеме до Павловите проповеди во 22 и до 24, 25 глава, бидејќи тогаш, токму заради посетата на братот Паул Букур,
Тоа што како брзина помина со тогашната поука на сестра Зорица, со многу кратка минутажа што требаше да биде. Многу брзо помине, некако како да не ги проучишме тие глави, а за мене беа многу битни. Значи, Павловото апсење во Јерусалим, неговиот говор во храмот пред еврејската толпа, која што сакаше да го растргне, тоа е една посебна проповед. Неговото сведоштво, неговиот говор во Синедрионот, каде што бил изведен на суд. После тоа. И посебна проповед после тоа пред царот Агрипа II и пред римскиот прокуратор Фест. Не сакам току така да ги заборавиме тие, само затоа што немавме доволно време во септември да ги проучиме како што треба. Но сега мора да поминеме оваа проповед од 20 глава. 17 стих вели: но од Милит прати во Ефес да ги повика црковните старешини. А што мисле, зашто не во Ефес? Зашто Павле го избегнувал Ефес во овој случај? Па се сеќаваме што се случи во Ефес, како што не извести претходната глава. Каква ѓурултија се крена заради Дијана Ефеска. И бизнисот на златарите, кој што Павле им го растурал со проповета на Евангелието. Штета што тогаш не постоја икони, за да Павле им рече: не се секивајте златари ефески, ако не на Дијана Ефеска, ќе изработувате икони на нашите библиски, старозаветни и на нас, апостолите, на Пресвета Богородица. Има, значи, бизнисот, ќе можеше да проложи. Ама, кога се кренаа златарите на таков бунт против Павле, ефеските златари начело со тој Димитрија, тоа само покажува дека апостол Павле не им нудел никаква, ниту Евангелието содржало некаква алтернатива за нивниот религиозен бизнис. Немало икони. Според еден грчки православен катехизис, што се уште го чувам дома, кој што бил на времето учебник за веронаука во грчките средни училишта, односно основни училишта. Тој учебник е баш од основни училишта. Пишува дека цели 600 години, првите 6 века немало икони во црквите. И не само тоа, туку знаете што друго пишува. Зошто немало икони во првата црква? Не го цитирам тој православниот катехизис на грчки јазик. Затоа што првите христијани се плашале да не го побркаат христијанството, да не го помешаат со паганизм. Тоа го пише. Замислите. Затоа апостол Павле ги собира во ова помало градче на југ и читаме понатаму 18 стих. И кога дојдоа кај него, тој им рече, ево тука почнува неговиот говор: вие знаете дека од првиот ден, откако дојдов во Азија, се мисли на римската провинција Азија, не се мисли на континентот, па ниту на Мала Азија. Павле е роден и пораснат таму во Азија. Се мисли на римската провинција Азија, само на западниот дел од денешна Турција, значи егејскиот брег на Турција бил посебна римска провинција Азија, со главен град Ефес, или седиште на таа провинција. Го минував времето со вас. Колку години се сеќавате? Одседна Павле во Ефес, кога дојде прв пат да проповеда, од претходната глава, значи. 3 години, да. Служејќи му на Господа со голема понизност и многу солзи, вели. Делото на
Евангелието, но и побожниот живот секогаш подразбира многу солзи. Дори све да е најдобро со вас, ќе има место за многу солзи. Меѓу таков е побожниот живот. Побожниот живот не е шарлатански живот, каде што повеќе има смеење отколку солзи. Како што псалмистот ја нарече ова земја, каква долина? Солзна долина. Долина на плачот. Јас искрено не очекував, и он беше склеротичен неколку години назад, но не очекував дека толку ќе жалам за Колин Стендиш. Навистина, повеќе жалев отколку што очекував. Солзна долина, плачна долина. Често пати лееме солзи за некои што се уште живи и здрави, но не ги гледаме во верата, не ги гледаме обратени, не ги гледаме верни. Туку лудуваат по оваа солзна долина, ризикувајќи секој миг да го загубат не само овој, туку вечниот живот. Во искушенија, понатаму вели, освен солзи, што ми се случува заради лошите замисли на јудејците. Значи, и во Ефес Павле, кај што ги имаше проблемот и со паганскиве прогонители, не му даваа мира, ни јудејците и во Ефес не му даваа мира. И како и било каде. Сето тоа било големо искушение, многу искушение. Искушение од јудејците, искушение од паганите. Тоа како не вие денес да речете, имате искушенија од паганите надвор од светот, од неверниците, и тие не се толку страшни. Но многу поголеми искушенија имате од вашите браќи и сестри во црквата. Многу поголеми прогонства од нив. Дека не пропуштив да ви соопштам ништо од оно што е полезно и да ве поучувам на јавни места и по куќите, сведочејќи им сериозно и на јудејците и на елините за покаяние пред Бога и вера во нашиот Господ Исус Христос. И сега, ете сега, поттикнат од Духот, одам во Ерусалим, не знаејќи на што ќе најдам таму, освен за она кој Духот Свети го посведочи по сите градови, велејќи дека ме чекаат окови и маки. Што го чекало во Ерусалим? Павле уште тука знае, значи тука во 20 глава, на овој собир на старешините од Азија, што го чека во Ерусалим. Потоа ќе читаме во 21 глава дека се јавува пророкот на апостолската црква, кој што го предупредува со една драматична сцена со Павловиот појас, што навистина го чека во Ерусалим и така натаму. Пророкот Агав, тоа е во 21 глава 10 и 11 стих. Меѓутоа, уште пред тоа, значи не разбира Павле од Агава, и тоа кој ќе стигне таму во Кесарија, се случува. Значи веќе во Јудеја ќе пристигне, ќе се истовари од бродот во Јудеја, во Кесарија, и таму пророкот Агав ова ќе му го прорече. Што те чека во Ерусалим? Но Павле уште тука, уште на Егејскиот брег, разбира што го чека во Ерусалим. Од кај разбира? Од Духот Свети, како што вели самиот. Самиот Павле бил исполнет од Духот Свети. Самиот Павле го имал Духот на пророштвото. Агав било само уште едно предупредување понатаму. Дали било Божја волја Павле да оди во Ерусалим? Што мисли?
тоа може би е малку дискутабилно. И Духот Свети и преку Агава и предходно Павла го предупредува да знае што го чека. Не во смисол да не оди таму, туку во смисол, знаете, Павле до крајот на својот живот имал една голема неисполнета желба, на која што секогаш се навраќал и размислувал за неа, и тоа оставил траги од таа своја желба и во посланието до римјаните, например, и на други места. Никогаш не сгаснала кај него желбата да го види својот народ Израел спасен, да поверува во Христа, да го прифати Христа, оправдан со вера, обратен. Тоа му било неугаслива желба до крајот на животот. Да, Господ го испитал да биде апостол на незнабожците, значи на нас тука. Меѓутоа, никогаш не престанал да копне за обратувањето на својот народ. И сега Духот Свети го предупредува. Да, знам, ги сакаш јудејците, Ерусалим, храмот, сето тоа, што е нешто славно, нешто големо за еден еврејски патриот. Нешто што ние тешко можеме и да го разбереме. Не е ништо овие тукашниве национализми, не се ништо во споредба со еврејскиот патриотизам. Тоа фрлете го во ѓубре слободно. Например, се чуле за еврејската поговорка, особено на празниците, ја кажуваат до година во Ерусалим. И гледам, почнале грците да зборат до година во Истанбул. Кој ќе се го вратиме Истанбул. Србите почнаа да зборат пред некој време до година во Призрен. Значи, се копираат таа еврејска патриотска поговорка, иако таа не се однесува на земскиот Ерусалим, израелците го имаат Ерусалим со децени наназад, но се уште го повторуваат тоа од рабинското предание до година во Ерусалим. Што значи тоа? На крајот од секоја Пасха велат до година во Ерусалим. Што значи тоа? Тоа не ска да кажат дека 2019 година да отидеме во Ерусалим таму да ја славиме. Туку тоа е нешто есхатолошко. Кога ќе дојде Месија, вечната Пасха, во неговото царство, тоа си го посакуваат. Се разбираат денес тоа, повеќето не разбираат што значи. Како што повеќето македонци не разбираат што значи Бог да го прости, кога ќе му велат на изразуваат сочувство и велат Бог да го прости. Да ги праша што значи тоа? Зошто го велите тоа? Што ќе речат? А така тоа си останало. Што престанале одамна да веруваат дека Господ ќе дојде, дека ќе има суд, ќе има воскресение. Бог да го прости. Продолжуваме со Павловата проповед. 24 стих. Но јас не се грижам за ништо, ниту пак ми е мил животот. Доволно е само да стигнем до крајот на патот и службата што ја примив од Господ Исус, да го посведочам Евангелието на Божијата благодат. Значи, Павле може би си замислувал, еве, после сите овие мисионски патувања на Запад, може би си замислувал, неговото мисионство ќе заврши во Ерусалим. И тоа он го, може би го посакувал како нешто спектакуларно. Токму во најомилениот град. Скевате што пишува псалмистот: Ерусалиме, ако те заборавам, што да се случи? Ако некогаш те заборавам, Ерусалиме, што да се случи? Што си посакува? Раката да ми се исуши, јазикот да ми се залепи за непцето и никогаш повеќе да не прозборам.
ако го заборавам Ерусалим. Како размислувал еден патриотски евреин. И тоа не е обичен национализам, обичен патриотизам. Туку тоа е сет поврзано со Божјето Слово, со Божјето Царство, со есхатолошкото, месијанското. Значи, седо тоа е поврзано со верата. И тоа е вистински патриотизам. Бидејќи патриотизам без вера е еднакво на нула. Само кога е поврзан со верата, со Божјето Слово, со Божите ветувања, има смисол секој национализам и секој патриотизам. Инако нула, ништо. Празна слама, како комунизмот, празна слама. Дваесет стих. И ете сега, јас знам дека нема веќе да го видите лицето мое сите вие, меѓу кој одев и го проповедав Царството Божие. И кој ќе стигнеме на крајот од говорот, баш во последниот стих од оваа глава, што ни се кажува? Дека тогаш сите, предпоследниот 37-миот, тогаш сите плача многу и гушкајки го Павле околу вратот го целива. Павле не е умрен, жив го жалат. И од тој момент ќе живее уште бајаги години до мъченичката смрт во Рим. Но жив го жалат, го бакнуваат, го гушкаат и плачат. Зошто? Затоа што им рече. Ова им го рече. Нажалени најмногу од зборот што им го рече дека нема веќе да го видат лицето негово и го испратија до коработ. Навистина тоа е исто, нели? Кога би знаеле однапред дека некого повеќе нема да видите во овој свет, иако тој или таа може да продолжат да живеат уште многу години во светов, ама ако знаете однапред дека повеќе нема да го видите или да ја видите таа личност, е исто како сега да сте ја загубиле, како сега да починала, како сега да заминала од овој живот. Особено ако го додадеме фактот дека немало ни интернет, ни телефон, ни Вибер, ни Скайп, ни Фейсбук, ни ништо за таква комуникација. Дваесет и шести стих се враќаме погору. Затоа во денешниот ден ви сведочам дека сум чист од крвта на сите. Сега ќе да каже, верно ви го проповедав Словото. Од сега натаму ваша е одговорноста за сето тоа, што го чувте и видовте. Бидејќи не пропуштив да ви ја соопштам во целост волјата Божја. Грижете се пак за себе и за целото стадо, во кое Духот Свети ве постави за епископи, за да бидете пастири на црквата на Господ и Бог, која ја придобил тој со својата крв. Бидејќи знам дека по моето заменување ќе се вторнат меѓу вас лути волци, кои нема да го штедат стадото, а и од вас самите ќе произлезат луѓе што ќе зборуваат искривено, за да ги одвлечат учениците заедно со себе. За ова повеќе нема потреба да зборувам. Затоа бидете будни и помнете дека цели 3 години дење и ноќе, ги повторно 3 години, дење и ноќе не престанував со солзи да поучувам секого од вас. А сега, браќа, ве предавам на Бога и на Словото од неговата благодат. Тој може да ви го напреди подобро и да ви даде наследство меѓу сите посветени. Од никого не побарав ни сребро, ни злато, ниту пак облека. Видите, Павле тука се разликува од сите адвентистички проповедници. За другите нема потреба да зборувам. Од никога не побарав ни сребро, ни злато, ниту пак облека. Сами знаете дека за потребите мои и на оние што беа со мене ми послужија овие мои раце. Со се ви покажав, ова е најубавиот стих од целата оваа беседа, и најмногу ми се допаѓа. Ке се сетите зошто. Со се ви покажав дека така треба да се трудите
и да им помагате на немокните, а исто така и да ги помните зборовите на Господ Исус, зашто тој сам рече, поблажено е да се дава, отколку да се прими. А кога го рече тоа, клекнал на колено и заедно со сите се молеше. Значи, овие Христови зборови, што тој ги цитираше, беа последните од неговата проповед. И уште еднаш, тогаш сите плачеа многу, и гушкајки го Павле колу вратот го целиваа, нажалени најмногу од зборот, што рече дека нема веќе да го видат лицето негово, и го испратија до коработ. Се поставува прашање. Каде ги кажал Господ Исус овие зборови? Поблажено е да се дава, отколку да се прими. Се сеќавате ли? Дали се запишани овие зборови некаде во 4 Евангелија? Ај ме интересира да не ви го кажам одговорот на ова прашање. Да, значи, дела 20 глава, 35 стих, последниот стих од Павловата проповед. Апостол Павле тука го цитира Исус, неговите зборови, поблажено е да се дава, отколку да се прима. Пред известно време имаше една не баш вкусна шега на интернет. Нели имаше скоро некоја вест дека МПЦ, која што за жал се избрка бајаги уште од лани, прво со бугарскиот договор, после со сега се избрка со тоа што побарала новиот православен расколник Вартоломеј и не изе да ја признае, и побарала во писмото да ја признае само како Охридска архиепископија. Значи, се откажа и самата, се откажа од Македонска православна црква, па сепак нема да ја признае, тоа не е битното. И сега најновото е дека уште еднаш ќе се го смени името МПЦ и ќе се вика Охридска архиепископија цртичка Јустинијана Прима. И сега имаше една невкусна шега во врска со ова, јас се извинувам што ќе ја цитирам од ова место, некој се пошегува и напиша, па логично е што дедо Стефан бара да се вика Јустинијана Прима, бидејќи тој е навикнет само да прима, а не да дава. И тоа му го напишале православни, му го напишале тоа. И меѓутоа, ние знаеме дека тоа е вистина со сите верски заедници. Кој адвентистички проповедник личи на апостол Павле? Прашањето со кој што ќе завршам е каде Господ Исус ги кажал овие зборови? Значи, види што им вели, со се ви покажав дека треба така да се трудите и да им помагате на немокните, а исто така и да ги помните зборовите на Господ Исус, зашто тој сам рече. Овие старешините ефески не го виделе Исус, не биле заедно со Исуса кога Исус бил на земјата. Значи, не ги чуле директно од Исуса овие зборови. Поблажено е да се дава, отколку да се прими. Да, имате на располагање сите технолошки помагала. До следната сабота да се обидете да го одговорите ова прашање. Каде Господ ги рекол овие зборови, а потоа здравие Божие ќе предложиме. Нека му е фала и слава вечно.